Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосањевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва емисија, во емисија стартната рекапитулација на месецот. Се уште не е крајот на месецот, меѓутоа ова е последната недела од ноември и со оглед на тоа дека моите колеги во случајот имаат обврски на крајот на неделата, ќе ја направиме токму сега. Се разбира, зборувам со господинот Рави Седрак. Добро вечер. Добро вечер, Драган. И со професорот Жидас Даскалски. Добро вечер, професоре. Добро вечер, Драган. Тема се разбира број 1 во Македонија е дописот кој што стигна до владата од Европскиот суд за човекови права од Страсбург, кој што се однесува на случајот Тенк, со кој што пред години беше осудена порнешна министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска на затворска казна од 4 години затоа што нели го купили оној фамозен Мерцедес за државни потреби, кој што потоа беше користен и од владата која што, ако сме реални, помогна таа да биде осудена. Во овој допис, колку што успеаме да разберам и јас, практично од Страсбург бараат повеќе информации околу начинот на кој што била судена Јанкуловска, колку биле повредени незините права, колку била повредена целата процедура. Таа немала практично, можеби, всушност, според ова што го зборуваат и од Страсбург, го тврди и самата Јанкуловска, допир до сите доказни материјали, да не зборуваме дека прислушкуваните разговори како такви беа проблематични и се спомнува, се разбира, и името на сега уставната судика Добрила Кацарска, која што го судеше тогаш овој предмет и ја осуди, меѓу другото, Гордана Јанкуловска на 4 години затвор, иако таа во времето на судењето беше во ризична бременост. Може би треба да почнеме со тоа. Рави сака да коментира и вакви прашања, иако имаме толку многу за вечерва, што не знам како ќе стигнеме. Меѓутоа, еве, за почеток, Рави, може да ни дадете еден краток осврт за ова прашање? Вака, со меѓународниот суд, он не го гледа самиот предмет, гледа чекорите и гледа постапките, како се водеше предметот тука. И сега, јасно е на сите гледачи и на сите тука, како функционира генерално правосудството во Македонија, како се вика судиката, македонската судика Кацарска, што не е прв пат, не е последен пат ќе има вакви, дека она имаше вакви прекршоци. Секој предмет што она беше инволвирано во него заврши или кај меѓународниот суд, или ќе заврши кај меѓународниот суд, каде ќе се утврдува дека судот или судијата не го служи правата или правдата, туку служи властата. Тоа е еден голем проблем што го имаме тука, дека исто од страната на судијата, што треба да биде неутрален, што треба да гледа работите од да не пристрасен. Непристрасно и делот на јавното обвинителство, што се двете служат и работат за владата и за државата. Не работат тоа што они треба да го работат. Така да, како што е овој предмет со господина Гордана, како исто предметите на многу луѓе што исто завршија на ист начин, можеме да констатираме дека имаме голем проблем во правосудството во Македонија. Тој проблем, за жал, не може да се реши за 24 сати или за недела дена, дури еве гледавме во извештајот, едни од спорните моменти во извештајот е правосудството во Македонија, што извештајот констатира работата што беше направена лани, еве исто годинава, месец се помина, има некој напредок годинава, ама за жал тој ќе влие пак на извештајот на наредната година. Така да, ние наредната година исто очекуваме да биде со малку подобрување, ама пак ја мислам дека треба најмалку 2-3 години да се оправи ова се може да се трпи, ама штетата личната и психолошката штетите не може никој да ги врати. Така е, Гордана Јанкуловска зборуваше, впрочем, денеска даде, односно на социјалните мрежи, напиша дека лична сатисфакција во некоја смисла доживеала, меѓутоа 3 години таа беше во затвор, никој не може да ги врати. Несомнено, ние ќе го следиме овој случај понатаму, ќе видиме како ќе се движи, но професоре Даскаловски, за вас имам едно поинакво прашање. Пред неколку дена претседателката Гордана Силјановска гостуваше на една телевизија и таму прозборе за предлог нов трет протокол со Бугарија, протокол со кој што практично
Бугарија ќе се обврзи дека нема понатаму идентитетските прашања да ги става како услов за преговори со Европската Унија. Ова доаѓа во момент кога се погласно во Брисел се зборува дека процесот мора да се забрза, мора да се најде начин нешто да се промени и повторно се јавува фамозната 2030 година како година во која што не само Македонија, туку неколку земји, топтан што се вели, би можеле заедно да влезат во ЕУ. Па, тоа е промашена тема, како да ви кажам. Протоколите, првиот и вториот, се однесуваат на записници од меѓувладени седници меѓу Македонија и Бугарија. Бугарија сама по себе не може да направи таков протокол. Тоа во некој фантастично сценарио би се случило на нова меѓувладена седница, каде што Македонија и Бугарија се договараат за такво нешто, меѓутоа очигледно е дека како се постави на работите, Софија нема намера тоа да го направи. Ние како држава можеме да ги отфрлиме штетните последици на посебно на вториот записник или протокол од меѓувладените седници со одлука на влада, со одлука на собрание или со одлука на Уставен суд, како сакате. Меѓутоа тоа да го направи сама по себе Софија е невозможно, мислам вон реалноста. Некаква символичка точка може да се надеваме дека ќе биде самит на Европската Унија каде што ќе се напише некаков параграф, некаква фраза дека освен метнувањето на бугарското малцинство во македонскиот устав, сите други идентитетски теми не треба да се предмет на преговори, меѓутоа и тоа мене не ми изгледа многу реалистично, но е нешто што оваа влада и оваа председателка се надева дека ќе се направи. Тие всушност унисоно делуваат во барање на некакви гаранции, символички или практични гаранции дека точно кога ќе почнеме со внесување на бугарите и другите малцинства во уставот, ќе отпочне процес на преговори без понатамошни условувања од Бугарија во рамките на тоа некое идентитетско прашање. Интересно е дека владата е воздржана во врска со овој предлог на председателката. Се мене ме прашувате? Да. Владата е воздржана, меѓутоа нашата надворешна политика генерално скоро 100% усогласена, координирана и во една кохезија помеѓу министерот, премиерот и председателката. Така што ова не е нешто ново, ова е нешто што веројатно е предмет на расправа, на дискусии за делување и е едноставно чекор кој што навистина мора итно да се направи во насока на наша реакција. Јас ќе кажам повторно, бугарската страна не верувам дека ќе прифати било какво ново тумачење на толкување на досегашните записници од меѓувладени седници. И добро е да се одважи владата, добро е на некој начин да отпочне процесот и да ние да мрднеме во европреговорите, бидејќи имаме прозорец кој што се затвара, и кој што ќе ни ги одложи и преговорите и завршувањето на истите неколку години. Ние сега, доколку 2025 до крај 2026 успееме да се одглавиме од ситуацијата во која што се наоѓаме, би можеле многу брзо да ги пристигнеме на чите соседи Албанија, па може би дури и Црна Гора. Добро, не сметате дека овој притисок што сега се појавува на повисоко ниво, каков притисок? Па во смисол на тоа, еве го Кошта на пример инсистира, се појавуваат се повеќе гласови дека мора да изостане ветото практично, за да може на брза трака да се внесат во Унијата повеќе земји, вклучително и Украина, на пример, која што според оној последен извештај пред нас што јас сметам дека е апсолутно невозможно како таква се согласува, верувам вие ќе се согласите. Меѓутоа едноставно мора да биде донесена геополитичка одлука, ќе речам, со која што едноставно ќе бидат ставени настрана проблемите кои што една земја ги има со друга земја во интерес на колективот, значи на фактот дека на Европа се заканува, така сметаат во Брисел, опасност од Русија и дека во такви околности заедно сме постелни, нешто во тој правец. Не верувам дека земјите на Европската Унија ќе инсистираат на една членка да си го смени ставот во врска со безбедносно идентитетски прашања.
Не мора да биде сменет ставот, но дали може да биде ставен на страна, тоа ми беше зборот. Едноставно во ред вие продолжите да мислите дека македонците се, не знам, бугари или имаат бугарски јазик, користат и така натаму, меѓутоа тоа го тргаме на страна затоа што некој повисок интерес едноставно нужно бара оваа земја да биде дел од Европската унија. Драган, јас не гледам таков интерес. Добро, во ред. Не гледам таков интерес во Европа, Бугарија да се на некој начин присили да се откаже од старите, многу децениски барања за преименување на македонците, односно за реинтерпретирање на историјата што си ја знаеме ние тука како македонска национална историја. И во таа насока мислам дека и разни други земји членки сигурно нема да сакаат да бидат во ситуација да бидат отфрлени од состанокот да пијат кафе и да мораат да прифатат некакви одлуки кои што од нивна перспектива се витални за националниот интерес. Во принцип имаше еден преседан со Унгарија, меѓутоа кога станува збор за витални национални интереси на државите, никогаш ни една земја не се откажува од нив и мислам дека тука е илузија дека ние можеме нешто да постигнеме. Мислам дека тие дискусии со ограничување на правото на вето на земјите во Европска унија при сериозни расправи се само дискусии кои што се уште се далеку од решително решение, од финално решение кое што ќе овозможи промена на процедурите. Процедурите се такви какви што се. Нам ни е зададена задача со сите симпатии кои што ги имаат во комисијата и председателот на Советот, значи целата Европска унија, со сите симпатии кон нашата ситуација, со сите обврски што ги превзеле да на некој начин компензираат за нашите напори и за долгогодишното чекање. Ние скоро 20 години веќе чекаме како земја да отпочнеме преговори. Мислам дека топката е повторно во нашиот двор, како што тие се изразуваат, и дека ние треба да најдеме начин да ги мрднеме процесите од нулта точка, со каква и да е магична формула, со каква и да е реакција, дали од самата влада со декларација, дали од собранието, дали со одлука на Уставниот суд, сеедно да ги минимализираме штетите од двата протокола, посебно од вториот, тоа се тие записници од меѓувладени седници. Што е со алтернативите, Раби? Неодамна Еди Рама од Албанија рече дека добро, ние сме подготвени како Албанија, иако тие не им оди лошо, очигледно го отворија и последниот кластер, се подготвени да влезат во Европската унија, условно кажано, со ограничени права, не знам, да немаат комесар, да немаат право на одлуки, меѓутоа да станат конечно дел од семејството. Видите вака, прво пред да збориме за алтернативи треба да потврдам, да коментирам на нешто што Жидас го кажа, што врзано со ветото на Бугарија, со уставните измени и така натаму. Ја лично мислам дека до март или до април ќе треба да има тука некаков да се мрдат работите, да се реши тој проблемот со уставот. Значи мислам дека околу март, април таму треба тоа да се направи за многу причини. Едни од нив и целиот регион како оди во пат кон Европската унија до крај на 26-та, 27-та треба да се реши со Албанија и со Црна Гора. Ама од другата страна, ние и да оставиме исто извештајот на страна. Реално така да зборуваме. Значи, основните работи за секоја држава е владењето на право, корупцијата и good governance, добро владење. Добро. Дали ние го имаме тоа? Се стремиме. Што значи се стремиме? Се обидуваме, даваме се од себе. Ама видите вака, се може да се обидуваме ние во делот на good governance, ама во делот на правосудство. Како се обидуваме тоа да го направиме? Значи, како може на тебе или на граѓанинот или на било кој каде има проблем, како може да гарантира дека правосудството ќе биде на неговата страна, а не против него, ако корупцијата ја имаш на неверојатен степен во сите, значи од најмалиот шалтер оди и нагоре. Како може? Од тоа страна, дај да гледаме од страната на Европска унија. Од страна на Европска унија. На каков ниво сме ние во правосудство? Добро, како можеш да гарантираш твоето право? Но нели е лицемерно? Ова го прашувам, значи не тврдам, кога од Европската унија велат реформите во правосудството ви каскаат, не се задоволителни, и од друга страна велат немојте да интервенирате, зборувам за извршната власт, во правосудството, затоа што во тој случај нели се мешате во третата власт. Од друга страна, ако таа трета власт
сама по себе не ја исполнува улогата која што ја има, дури има тенденции намерно да се конфронтира со извршната власт, што треба да се прави? Видите, го кажуваме ова многу работи Имено. тука. Зборевме дека на многу актери не им одговара да се реши проблемот со правосудството во Македонија. Затоа што Нас не одговара, на овој народ му одговара. Ама на народот одговара, ама не одговара на трети актери. Трети актери, значи соседни држави што ги имаме, може први соседи или втори соседи, кон нас што не им одговара да нема корупција во државата, затоа што тука се дозволуваат да прават работи што не може да ги прават во нивни држави. Тоа треба да биде тема на посебна емисија, затоа што влага во многу детали. И сите овие спорови што ние ги гледаме е едноставно заради ваквите причини. Од другата страна, тоа што исто рано да го збориме, сега знам дека делот на Русија и Украина доаѓа крај на емисијата, ама и тоа вреди исто да се спомнува. Каде улогата на Европската Унија во сега дедлајнот што го има Зеленски на 27 Сега влегуваме во таа тема, се разбира. Да, сакав да кажам дека ако успева или ако прифати Зеленски американските барањи, што он ги има рок 3 дена да ги прифаќа, така е, да. Ово може да разбереш дека тотално нерелевантно што мисли Европската Унија на како јас треба да го решавам проблемот во правосудството тука во Македонија или не. Збориме за ова решение, без помош нема да можеме да го решаваме овој проблем, ветинг треба да се прави од почеток, да не биде на начинот како СДС го направи во прошлата власт со специјалниот јавното обвинителство што го направи и покажа дека повеќе корумпиран од се и немаше никаков резултат. Еве го тоа што се случи денес со Гордана, тоа голем доказател дека делот тоа на СЕО што они го направено дека не е успешно и служиш само политички цели. Така да, ја мислам дека тој дел треба да се игнорира, треба да се работи тоа внатрешно, сите тие да се стрнат, да се земат нови да се стават и ако треба, мислам дека треба да се интервенира, затоа што не може да го терпиме тоа веќе. Добро. Морам да го спомнам, се разбира, бидејќи ова сепак рекапитулација и фамозниот почеток на процесот на судење за трагедијата во Кочани. Професорот не ги љуби овие теми многу, меѓутоа морам да го прашам од она што го видовме на почетокот на судењето. Утре ја закажа на второто рочиште, ќе има рочишта 2 пати неделно, чинам, ќе оди со најбрзо темпо, така велат. Меѓутоа од старт веќе видовме проблеми. Видете, случајот е страхотен и евидентиран во извештајот на Европската Унија како институционален колапс на државата, како еден вид на показател за системски проблеми и системски пропусти. Како ќе оди судењето е битно и битно е тука да излезат сите нејасноти што се појавуваат во јавноста и сите лоши незаконски постапки кои што се случувале низа години, децении дури можеби. Таа така наречена дискотека не била од вчера, не била од денес, не била од вчера, била многу одамна отворена и работела де факто со нелегално работела де факто и де јуре долго време. Она што е битно, овој процес да не биде изолиран и да не биде единствен случај каде што се поставуваат стандарди и точни насоки на делување при вакви ситуации. Вие имавте вчера, завчера, сега веќе се губам во времето, инцидент во Кавадарци со обид за некаков голем концерт во обичен локал на фамозниот Ацел Лукас, така. Познат или непознат пејачот од соседството. Да, дефинитивно е познат. Ние не го слушаме, ама е познат. Значи, очигледно во државата се дозволувало или сега веќе се обидува да се спречи, тоа се дозволувало еден вид на баши бозук во тој културно-уметнички свет, каде што никакви стандарди не се почитуваат, никакви услови не се спроведуваат и така натаму. Поентата ми е да не биде само овој изолиран случај каде што да има вина, незаконско постапување, условите не биле во ред, немало обезбедување што треба, пуштени биле малолетници и така натаму, значи да не биде само овој изолиран случај, туку да конечно државата профункционира во сите нишани, во сите обими. Да, но ние се враќаме токму на ово што го зборуваше Раби. Обвинителството го почнува процесот и веднаш прави утка, ако така смеам да кажам, ги спојува предметите за сите обвинети во едно и сега одговараат, не знам, за загрозување на безбедноста со смртни последици и тој кој што е директно виновен, не знам, газата на локалот или обезбедувањето и некој тамо
институционален лик, кој што апсолутно не може да има таков вид на вина. Индиректно да се разбира, тамо давал некоја дозвола или некој градоначелник 2012 што бил. Со тоа веќе се прави проблем. Да не зборуваме дека сега нагло еден ден откако почна процесот беа уапсени некои лица тамо од ДЈП нови, апсолутно се согласувам дека треба. Меѓутоа, многумина велат дека ова е обид на обвинителството практично да го саботира процесот однатре. Па да, испаѓа дека сите оние пропусти кои се правеа во политичките процеси, политичките судења на Гордана Јанкуловска, на Никола Гроевски и така натаму, сега ќе се повторат со интенција, со намера, всушност, потоа да бидат оспорени од обвинетите или осудените во некој момент, за да тој случај во наводници падне и да биде ништавно судењето, па да се повторува и така натаму. Па да се оди во Страсбург, па се што треба. Да. Значи, очигледно, ние сме го допреле дното во правосудството и во судскиот систем и се потребни реформи кои, за жал, тешко се спроведуваат, бидејќи се смета дека таа власт е независна и дека таа власт треба да биде автономна во своите одлуки и во именувањата на внуци, на политичари и така натаму. Тешки се одлуките за владата, очигледно помина доста време, очигледно дека многу малку се направи да се реформира тој сегмент, но ќе мора тоа да се направи. Гордиевиот Јазол може да се сече со еден чекор, со еден удар на мечот или не? Не знам дали ќе биде еден или неколку пати ќе се сече, меѓутоа мора да се пресече. И мислам веќе е време да се бара и некој вид на техничка помош тука во реформата, затоа што немаме ние доверба. Доаѓа една гарнитура на власт, вели, добро, ние сега ќе направиме ветинг, вика колегата, директорот на Институтот Раби. Друга власт доаѓа, ние нови методи и така натаму. Значи, во основа сите имаат идеја, сите имаат некаков концепт и план, меѓутоа реализацијата е далеку од корисен. Напротив, продолжуваат пипците на правосудството да се шират од партиските инсталации, односно обратно, партиските инсталации ги шират пипците од правосудството. И затоа можеби најпаметно кога веќе се поменува правосудството, судството и влијанието на власта индиректно или директно преку собрание или преку притисоци во јавноста, во извештајот на Европската комисија, може би е најидеална работа да се побара техничка помош од пријателски земји или од Европската комисија во реформите. Затоа претпоставам дека и Раби се согласува. Сега и тука тоа се е убаво, ама ќе дојде некој да ти помогне, значи пази, ние може не ни треба помош ако имаме ние законите што препишани како што треба. Работите дека голем дел од законите беше напишани во минатото за да служат одредени цела. И сега кадарот, ние имаме кадар, имаме кој знае да пишува закон, ама законите намерно напишани на одреден начин за одредени цели, дали тие цели врзани со корупција, дали тие цели врзани за служење на одредена, да кажеме, влада, дали тие цели се ставени за да никогаш, сега не знам како да го изразам со ова, да никогаш да не најдеш како можеш да си земеш твојата права, например, од влада или од државата или од функционерот или како да е. Ние имаме кривичниот законник со неговите промени доволно зборува за се. Ние имаме голем проблем со законодавство. Законите наши не чина, треба да прифаќаме дека нашите закони не чинат, треба да бидат напишани како што треба. Една дебата имав со една колешка, кога ми кажува ама секој адвокати во цел свет ги толкуваат членовите на закон на различен начин. Да, ама на 2 начина, не на 5 начина. Значи, не може да најдете 3 правници или 4, значи, за секој закон може да имаш 5-6 мислени, секој го толкува како што сака. Затоа што некој намерно оставил просор да се толкува на 10 начини. Да, ако на пример еден пример од делот до законот на легализацијата, каде збориме за апостил, што апостил беше направено нешто за да ја служи, за да биде напредок, ама тој што го напиша законот го има заборавено дека 1/3 од земјите на светот не се потписници на конвенцијата на апостил. И ова пак морам да го спомнувам. И сега денеска има 1/3 од светот, од земјите што на нас се потенцијални земји за инвестиции во Македонија. Овие не се потписници на апостил. Овие треба да дојдат во Македонија со документ со апостил. Немаат апостил. Го заверуваат од нивниот Министерство за надворешните работи. Се доаѓа тука во Македонија. Македонските институции не го признават документот. Не го признават печатот на нивен Министерство за надворешни работи. И што бара од него? Бара од него да оди во најблиска амбасада за да доби надзаверка на ова.
И сега ова го разбирам. Тој што го напиша закон го копираш од Србија. Ама Србија ги има сите амбасади, но сите земји на свет ги има у Белград. А тука ние немаме ништо. И сега се наоѓа тој инвеститор што ќе доаѓа дека треба да оди во соседна држава за да може да оди на амбасадата да доби надзаверка за што Тоа е губење на време, губење на ресурси, апсолутно. Зошто? Затоа што некој го има игнорирано тој дел во законот кога беше напишан. И ова мислите дека го има насекаде во сите сегменти на општеството. Сите. Апсолутно. Затворен цитат. Ајде да се префрлиме на ултра најважната тема, ако можам така да кажам, во светски рамки. Се случија преговорите во Женева меѓу американските и украинските представници. Излезе нели оној фамозен план на Доналд Трамп, мировен план за Украина од 28 точки. Европската унија излезе со свој контраплан, ако така можам да го наречам, кој што во еден дел битно се разликува од американскиот. Американскиот вели, колку што успеваме, русите велат дека воопшто не го добиле, па тие се воздржани околу целата приказна, велат тие официјално ништо не добиле. Му давам збор на професорот, меѓутоа еве да кажам, 28 точки основата на овој план е, да не ги читаме сите 28, Украина се повлекува апсолутно од целата територија на Донбас, која што сега контролира, тоа што е останато. Територијата на Херсон и на Запорожје остануваат сите каде што се во моментов. Русите најверојатно треба да се повеќат од териториите што ги држат во Днепропетровск, во Херсон и во Суми, чинам. И Украина добива забрана да стане нуклеарна сила било кога, добива забрана да биде членка на НАТО било кога и ја ограничува својата војска на 600.000. И рускиот јазик. Рускиот јазик се разбира се враќа во полноправна употреба, веројатно заедно со тоа ќе оди и Руската православна црква да ги врати бенефитите и така натаму. Ова е еден замислен план кој што, како се вели во народот, сметка без крчмарот. Крчмарот е Русија, се разбира. Колку е прифатлив за неа во ова форма е дискутабилно. Тие имаат сериозната иницијатива на теренот, тие имаат сериозни барања кои што овде со овој план делумно се остваруваат. Тие имаат во уставот веќе четирите бивши области, како ги нарекуваат на Украина, се дел од уставот на Руската Федерација. Така што се очекува дека тие би се откажале од тоа дека делови од како Херсон и Запорожје не се дел од уставот, би е малку неверојатно. При тоа овие делови се, да кажеме, самиот град Запорожје, кој што е главен град на областа, и самиот град Херсон, кој што е главен на областа, се во рацете на украинците сега. Така е, апсолутно. Значи, првиот коментар е тоа. Дури во оваа форма, овој план ми изгледа неприфатлив за Русија. За Русија вие велите? Да. И во оваа форма планот ми изгледа неприфатлив за Русија. А сега, со влекувањето и вклучувањето на Европската Унија, доколку овој план дополнително се ублажи, доколку Америка и Трамп, председателот, се најдат на пола пат што се вели со европјаните, па некои од нивните барања ги прифатат и тој дополнително се разводни, тогаш тој сериозно нема да биде прифатлив за Русија и не верувам дека ќе дојде до било каков договор. Опасноста е што Европа се уште не сака да преговара воопшто. Опасноста е што и во незините првични изјави и идеи со алтернативен план се осврнуваат на интегритетот на украинската територија. Се осврнуваат на тоа да Украина има право да има и поголема војска од сегашната и така натаму. Значи, радикални некои барања од перспектива на Москва. Сега, ние ако гледаме во смисол на морал, етика, праведност, да, нам не ни се допаѓа тоа што Русија ја нападна Украина, агресија врши, ние сме на страна на украинците, би сакале тие да си ја вратат територијата, ама реал политиката вели нешто друго. Колку побрзо дојде до мировни договори, колку подобро дојде до мир, толку повеќе животи ќе се спасат и на војниците и на цивилите што за жал страдаат таму. И во таа насока мислам дека воинствената реторика на Европа не оди со идејата дека можеме брзо да постигнеме договор. Раби, европскиот план, ако така можеме да го наречеме, или
Европските забелешки на планот на САД се отприлика не 600.000, најмалку 800.000 треба да држи војска Украина. Ние разговараме за огромни цифри, 800.000 војска, тоа е навистина импозантна бројка. Велат дека не може границите да се менуваат на Украина ни по точка разно. Украина не смее да го признае практично губењето на територијата. И сега, доколку се разбира, професорот е во право. Ако Русија воопшто смета дека американскиот план е премногу неприфатлив за нив, тогаш со европските додатоци кои што одат се разбира контра руските интереси, овој план би пропаднал. Зашто тогаш Доналд Трамп вели многу поблиску сме до мир од било кога, вели не, добро, неговите изјави се контрадикторни, се разбира, тоа не е нешто ново, тој вели не верувајте во голем напредок, се уште не, меѓутоа од друга страна вели многу сме блиску и интересно им вели на украинците во неговиот стил, ништо до сега благодарност не покажате за се што направивме за вас. До 27 ноември, тоа го спомна професорот, имате рок да се решите. Да, сега морам тука да ви кажам дека како ги анализираме работите, како ви кажете мислењето, вие кажувате од европски менталитет, од европскиот аспект или од европска перспектива, што е окей. Ја го кажувам од американска перспектива. Како размислува Трамп? Како размислува оркестрата или организацијата на, да кажеме, разузнавачката и војна разузнавачката на САД. Америка сака јаки луѓе, Америка не сака слаби луѓе, особено Трамп. Трамп сака човек кога е јак, не сака слаби луѓе. Добро. Зеленски представува за него еден многу слаб човек. На разлика, например, од Ал-Джулани од Сирија, што за него он гледа во него сила. А приказната со Русија и со Украина, тоа треба да гледаме секогаш кој е единствен победник од целата таа приказна, за да може да разбираме зошто се случи и како ќе се развива понатаму. И ние можеме да гледаме дека сите работи што ги предложи Трамп, ние тука сме ги кажале на емисија, со сите детали, освен деталот на рускиот јазик. Сме зборили тука за сето ова, дури за буфер зон што треба да се направи помеѓу двете. Најверојатно Италија ќе става за да го води тој дел. Така да сите тие работи ние ги предвидуваме. Зошто? Како ги предвидуваме? Ние не сонуваме вечер како ќе прави, ама ова истиот сценарио што се случи помеѓу Ирак и Иран во минатото, ако памтиш. Америка, кога и иранците напаѓале американската амбасада во Техеран во 80 или 81 година, ако се сеќавате, Америка сакаше да се реваншира од ова. Сега не знаеше како. Кога Садам Хусейн напаѓаше Иран во таа војна што траеше 8 години, во тој момент и Америка снабдуваше, знам дека нема врска, ама ќе дојдете на линкот, Америка снабдуваше оружје на Иран преку Израел во таа војна, а исто време снабдуваше и помогнеше Ирак да ја води таа војна. Зошто? За да се ослабнат ветите сили, затоа што биле многу силни тогаш. И истиот филм денеска се повторува помеѓу Русија и Украина. Единствен победник од целата таа приказна Америка. Во случај ако Зеленски не го прифати тој договорот и нема да има мир и ќе се продолжи војната, ќе се ослабне најјаката војска што ја има во Европа, што е руската, ќе се ослабнува исто, ќе се црпи сите ресурси од страната на Русија и од страната на Украина, ќе станат многу слаби. Тоа одговара само на Америка, не одговара на некој друг. Во случај ако го прифати договорот, единствен победник тука покрај Русија е Америка, затоа што во тој случај, значи Трамп е човек што доаѓа да земе парите. Не му интересира ништо друго. Он помагаше, Америка помагаше Украина со 300 милиарди. Он во тој моментот што го рече, ќе прави unfreeze, ќе деблокира, ќе задржи 100 милиарди за него, ќе си ги зема 100 милиарди, тај не е мала бројка, голема бројка, а он му треба заради задварањето што ги има во САД. Мора да ги зема тие пари. А останатите пари ќе бидат користени за заеднички проекти со Русија за заеднината. Дури кога рече дека пола од енергијата што ги биде произведена од нуклеарното фасилити што е во Украина треба да оди кај Русијата. Така да, единствен победник од целата ова приказна е Америка. Европа тука немаше никаква, да кажеме, он дури ги игнорираше. Зошто? Затоа што Трамп не ги гледа, не ги есапи со тој... Воопшто не ги доживува како релевантна сила. Не ги есапи. Сега, суров... Вие одите многу брутално, добро. Ама не ги есапи, не гледа во нив сила.
И затоа он го прави вака. Така да за секој случај, ја мислам и Русија тука ќе биде најголемиот победник, затоа што Русија покрај дека задржувањето на големиот процент од украинската територија, рускиот јазик, сите овие приказни, Трамп ќе се доби исто корист на ретки минерали, договорот што вреди 15 трилиони 15 трилиони. Така да на крај Америка е победник. Ова мене ме интересира тука, професоре, ве молам за коментар. Од оној фамозен состанок во Енкоридж во Аљаска, кога се сретна Трамп и Путин. Трамп даде десетици изјави кои што одат контра Русија. Ке им удриме најсилни санкции на свет, ке им дадеме томахавки на украинците, ке им дадеме ова, ке им дадеме она, ке им забраниме на сите земји да се пазарат со Русија, да купуваат руска нафта и така натаму. Меѓутоа и покрај сите тие десетици, стотици можеби изјави, на крајот на денот кога доаѓа до договор, јас имам впечаток, можеби грешам, дека всушност Трамп се држи за тоа што можеби било договорено во Енкоридж со русите. Да, има доста коментари дека всушност процесот се покренува во насредбата на Аљаска во Енкоридж. Ние не знаеме, се разбира, што се случува зад кулуарите. Само коментираме. Меѓутоа, очигледно е дека со самото тоа што Трамп го префрли финансискиот товар за спасување на Украина, за одржување на Украина над водата, што се вели, да не се удават, на Европа едноставно врши притисок и на Украина и на Европа да дојдат до некоја точка која што е поразумна во погледот на руско-украинскиот конфликт. Како што кажа и Раби, го интересира многу трансакционално го интересираат сите настани во светот, сите кризи, сите односи меѓу државите, што може тука да добие или што може да поврати, бидејќи во времето на минатата влада, администрација на Америка, Бајден дури неповратно даваше финансиска, економска и воена помош на украинците. Сега, значи, оружјето американско ќе се произведува, Европа ќе го купува и ќе го дава на Украина. Финансиската подршка на Украина треба да биде директна од Европа или Украина ќе колабира, ќе крахира, ќе банкротира. Европа е во огромен проблем. Главните земји се во финансиска економска криза, задолжени. Сметаат дека можат дури и да ги украдат директно руските резерви што ги имаат во... До овој момент доаѓаме, да. Овој дел многу ме интересира. Европа инсистира дека замрзнатите руски средства ќе може да се користат и со тој договор што тие го предвидуваат и понатаму, фактично за финансирање на Украина, Урсула фон дер Лајен чинам рече се додека Русија не се согласи да плати воена оштета. Видете, што нема да се случи, веројатно. Тие веќе користат камати од замрзнатите средства. Сега велат замрзнатите средства да се искористат во реконструкција на Украина. Јас не знам, не сум видел во историјата случаи поразените да диктираат на победниците услови и да кажуваат дека парите што сме ви ги моментално заплениле ќе ги користиме за обнова на земјата што е поразена. Многу е апсурдна ситуацијата. И економски е недозволиво чинам, ако не се лажам, вие не можете тугите средства да ги користите. Меѓутоа, Европа тука се обидува да настапи од позиција на сила. Кај нас се парите, ние ви ги замрзнавме, не ви ги даваме. Ќе ги даваме до крај. Станува, таму е комплексно прашањето, едно се политичарите, друго се банкарите, друго се финансиските институции. Овие финансиски институции каде што моментално се замрзнати средствата се во Брисел, во Белгија, и тие многу се внимателни во тоа да овозможат некој друг европски лидери да ги искористат тие средства, бидејќи со тоа ќе се подкопа довербата во финансиските институции во јадрото на Европа. Значи, тогаш Кина нема да сака да инвестира во Европа, например, или Индија, или Бразил, просто земено, ако во да. таа банка ви ги конфискуваат парите, дали вие повторно ќе одите во таа банка да вложите пари? Па земете си пример, да, на приватно лице, да ви ги земе, не знам, некоја наша банка парите, затоа што нешто не се допаѓа. Апсолутно нема да имате после со таа банка никаков однос, деловен однос. Тоа едно, второ, ќе се наруши довербата во Европа и во еврото, што е исто така поразителна работа за Европската унија, и конечно тоа ќе биде предмет на спор, односно Русија ќе тужи на меѓународни судови и најверојатно би
по очекувањата на експерти во тоа право би добила во тој Да, случај. госпогата фон дер Лајен мора да го знае ова, госпогата Каја Калас мора да го знае ова, било кој од овие бриселски бюрократи ги знаат овие работи, не се наивни, не може да не го знаат ова. Ако користиме уште една реченица, народски речник, тие ми изгледаат како луѓе што играат покер и се сите пари ставени на маса и одат, што би рекол All in. еден бивш премиер, all in Македонски, во да. игра, а ги немаат картите во рака. Раби, ве молам за Мислам, коментар. не, мислам дека ако гледаме говорот на Зеленски што го кажува, тоа раскажува сите овие работи. Говорот на Зеленски пред Говорот на Зеленски- украинската нација зборувате? Да, спремно организација. Значи он и едноставно ја префрлеше вина на американците. Тој беше акцентот. Он кога кажуваше дека не ни остава, немаме други опции. Или да Добро, си вели, го чуваме интегритетот на украинскиот народ, И достоинството, или да умреме од зима, ладно, од зимоска. затоа што ќе го изгубиме главниот соработник, Да, тоа се Америка. овој човек што се бега од одговорноста спрема негов народ, ја преферли вина кај американците, со обид дека пак ќе пробам да зборам со американци да контактирам, ова докажува две главни работи. Значи нема тука трето. Сега делот на Reconstruction, тоа на реградбата на Украина, тоа ќе кошташе околу 500 милиарди или 524 милиарди, ама тука Америка рече дека ќе задржи интересите, они ќе се ги земат. Но е многу интересен момент. Ама ние можеме да констатираме дека Европа без Америка не вреди ништо. Добро, ова сега вака е... Агли трус. Просто Значи- земено, на пример, треба војска во бафер зона, што ја кажува, да се пренесе европска. Знаете колку време ќе им треба? Колку време ќе им треба техничко, логистички да префрлат војници таму, логистика. Да, но сега дали го менуваа законот, па правеа европски Шенген, условно кажано, воен Шенген се извинувам, каде што ќе можат без него процедури да носат војската од една во друга земја. Така е, секогаш европјаните менуваат закони, а реализацијата каска. Либија и Гадафи го нападнаа, па ги молеа американците да им помогнат со бомбардирањето, бидејќи нема ни ракети веќе, ни авиони кои што може да функционираат во нападот на Либија. Точно, и тоа ни доведе во тој моментот дека тука единствено Европа играла на бројот на војската што Украина го има, затоа што има огромен број на војска. Преку милион војници. Европа без Америка не може да војува. Америка, незината advantage, незината предноста е војската што ја има. И толку. Европа докажа дека без исто е НАТО, и тоа го кажа Трамп во многу повеќе од еден настан, кога кажува дека НАТО без американските сили не вреди ништо. Тоа ние го знаеме и без да го кажат сега. така да. Сигурно Македонија не е кичмата на војската на НАТО. Не, се придонесува во својот дел. Добро, Ама сакам да кажам, придонесува, не, не како споруваме. што кажете Македонија, исто се Италија. Но НАТО е Америка е 90%, останатите се 10%. И сега што е со Германија во целата приказна? Ве молам за коментар. Германија инсистира, дури и при канцеларот Мерц вели ние мора да направиме насилна војска во Европа. Германија веројатно има пари, ресурси да го направи тоа. Проблемот е што со тоа се повикуваат малку духовите од минатото, кога Германија има насилна војска во Европа, тоа на многумина не им баш асоцирано убави работи. Не, сакам да кажам, ако гледаме исто како паралелката што ја направи со Русија, Украина, со Иран и со Ирак, истата паралелка ја правам на истите услови во Германија. Како беше Германија пред во 30 години, ако памтиме, пред да стигна Хитлер до власт. Сега, реално зборуваме, Германија беше многу падната, имала многу проституција, имаше многу невработување, многу голем број на невработување. Инфлација огромна. Инфлација огромна и ненормален банкарски систем што беше тогаш што беше воден од да кажеме од евреите во Германија. Овие сите фактори индикатори ни доведува во доаѓањето на Хитлер што направи тоа што стореше во минатото. Истите услови тогаш ги имаме денеска исто. Ако потсетиме дека американски кредити го помогна во тоа време развојот на германската армија? Да, затоа кажувам дека Германија беше долго години забрането да има своја армија, забрането да има свој развој и така натаму, ама денеска, ние лично гледаме, јас лично гледам дека има истите услови што биле порано пред доаѓањето на Хитлер. Значи, зборуваме дека Германија може за 10 години да стане повторно најсилна вооружена сила во Европа. Дефинитивно. Како сега?
Порано беше нели во левичарска, да кажеме, идеологија, а денес како се случи тоа ќе биде во десничарската идеологија, што е малку може да кажеме дека за 3-4 години може Германија да стана многу опасна како држава. Но може ли? Така да само тогаш имало германци, денеска немаше веќе германци, имаше сега други, да кажеме, националности што се живеат во Германија, така да еве ќе оставам сега професор. Добро, што мислите вие, професоре, за можноста Германија да направи повторно најсилна армија во Европа? Франција ќе го дозволи ли тоа? Бидејќи навистина тие се одлични сојузници сега и се, меѓутоа тоа значи дека Франција воено ќе падне во втор план. Франција има и предност дури да има поголем број на армија Германија во однос на Франција. Франција секогаш има предност бидејќи Франција има оголем број на меѓународни колонии, имаат нуклеарно оружје, имаат нуклеарни како се викаат тие бродови кои што се крстосувачи. Прашањето е дали Германија води автономна политика за германците. Прашањето е за германските елити, дали се тие елити кои што служат на германскиот народ или во случајов имате канцелар кој што доаѓа од долго време работел, функционирал во некакви услови каде што се работи за капитал кој што го управувал во една голема корпорација, фирма наречена BlackRock. Која што е американска, еве да биде. Која што е американска. И е многу специфична. И е апсолутно многу, тој е инвестицијски фонд и така натаму. Значи во Германија по Втора светска војна обновата се разбира Маршалов план и така натаму, меѓутоа елитите во Германија се растат, се негуваат, се обучуваат да прифаќаат евроатлантската соработа и атлантистичката идеја за поредокот каде што Америка доминира и Германија таа што следи. Во принцип, оние кои што се политички партии кои што го изразуваат поинакво мислење се екстремна левица во Германија и така наречена екстремна десница, АФД и Линке. Дури има една партија на германска политичарка која што сега се повлече, меѓутоа генерално земено елитите се проатлантски и со почит кон својот патрон Соединетите Американски држави. Така што доколку биде интерес на Соединетите Американски држави, мислам дека Германија ќе се вооружува. Може би во некои најцрни сценарија, како што и Џорџ Тенет, председателот на Стратфорд во 2014 на едно предавање во Белград кажа, за нас идеално е прво украинците да маршираат кон Москва, ако тие ги бидат поразени, да маршираат нашите стари добри пријатели германците. Добро. Интересен момент што мораме да го спомнеме, бар јас сметам дека треба. Вие рековте на почетокот во овој дел дека планот од 28 точки на сад можеби на Русија не е прифатлив. Од друга страна, во Европа, па и во демократските кругови во САД се нагаѓа дека, сега е парадоксално, дека планот од 28 точки всушност не е оригинално американски. Туку е еден вид список на желби на Русија, кој што американците сакаат да ги изнесат во јавноста како свој. Прави? Јас сум за ово, он беше против кога рече дека Русија. Ја гледам дека ова е најдобро решение за Америка, значи Америка највеќе ќе има профит од ова. Но колку е веројатно, зборот меши колку е веројатно Америка да спадне на ниво Доналд Трамп еве, да го пишувале овој предлог од 28 точки, не американците, туку некој друг нив да им го даде. Ова ми е тотално... Видите, значи, по таа аналогија може и некој да го слушна на заспи, ако може, и го има препишено тоа што сме го кажале ние. Но сега работава дека и треба да гледаме бизнес аспект. Сите го гледат политички, нема политички тука, има едноставно бизнес. Трилиони се во прашање, милиарди се во прашање. Што е сега жал ми е за жртвите, за луѓето што гинат во војната и сето тоа. Ама на крај се гледаме пари, на крај се гледаме колку профит има, колку таа земја ќе доби, толку таа земја ќе доби. Нормално дека ветел Трамп пред да дојде на властата дека ќе ја заврши војната со најбрз рок, нормално дека договара со Путин, нормално дека може и зошто да не да го препишеле заедно. Тие се високи политики и ја да бил Трамп исто би правил. Така да не се чудам јас. Но тоа е која е логиката тука се? Трамп гледа повторно да искористи трансакција да прави. Да. Русија напредува, дај да заврши војната, да има некакви прифатливи услови. Јас имам договор со Украина, ќе ги искористам нивните природни ресурси, земја, минерали и така натаму. Добро, тогаш какав план да напишам? Добро, да видам што бараат Русија. Значи по таа логика
Можно е да бил првично исконсултиран помеѓу Москва и Вашингтон. Колку е тоа реалност, тешко е да се каже. Се разбира дека ние имаме извори на информации кои што доаѓаат од нашиот свет, од западниот свет, дека во овие другите извори, ако ги проверуваме во Москва, нема таму коментари никакви за тоа дека планот всушност е руски. Да. Но нели ова малку звучи како случајот од Чехословачка 38 година, секога веќе правиме историски паралели. Се договараат русите и американците за Украина без Украина. Значи практично Зеленски е ставен во позиција земи или остави кој те прашал. Тоа и се случи на Чехословачка 38 година во Михен. Па бизнес е, значи, ние гледа дека тоа една друга работа што сме заборавиле да ја спомнеме е враќањето на Русија во Г8. Тоа го ветуваат во договор. И укинување на санкциите за Русија. Укинување на санкциите. Ви кажам, значи, од сите аспекти, како што го гледаш, од сите војни во свет се бизнес. Се бизнес, едноставно се бизнес. Но како Европа ќе оголтне тоа? Европа зборува, европските политичари зборуваат дека нема враќање на економската соработка со Русија во наредниве, нема да речам 100 години, нема децени напред, не треба да планираат на такво нешто. Тие подбиваат да купат руска нафта. Сега Европа уште го купува рускиот плин, газ, на тоа природен газ, ама го купи преку две посредници и го плаќа 4 пати дупло. Мислам дека секој втор македонец има некој што живее во Германија или во Белгија и тој може да му кажува колку плаќаат сега за тоа. А ова лицемерие или не е лицемерие? Значи, европјаните се први, англичаните први што кажале дека ќе се војуваме против Русија до последниот украински војник. Кој да, извини. Сакав да кажам дека е бизнес, да, исто како Чехословакија, исто како во Мексико, исто секаде. Е бизнес во прашање. Че гледат само профит. Да, но тој таков бизнес тогаш предизвика лавина на ланчани реакции кои што донесоа до Втора светска војна, тоа ми беше збор. Нема тоа го европјаните сега, европјаните тука се гледат дека они се имаат фактички најголемата штета или они зависеле многу на победата на Украина. Ама сега они гледат дека... Зошто Европа се стави во таква ситуација? Ова е мене круцијалното прашање. Зошто Европа се стави во позиција на all-in за Украина? Ако ги оставиме настрана оние стандардите што и вие сами ги повторувате, не знам, дека права, човечки, демократија, Украина има право на собствени избори, etc., etc., etc. Меѓутоа, зошто Европа инсистираше до крајни граници во овој процес? Ајде одговор за тоа. Професор, нека каже. Нека каже затоа што и во они сами направиле така со себе. И сега не ме терете да кажувам пак социјалдемократ. Се што е тоа предвидено социјалдемократ. Значи Украина, да, во договорот, ама видите, тој што се откажава од неговата сила или од неговата оружје или од неговата суверенитет, сега нека терпи тоа што му се случува. 90 и колку? Четврта беше Букарешта, во Будимпешта, кога седнеле се договарале тие за нуклеорното арсенал. Значи наеднаш стана сабајле Украина, најде дека она третата најголема сила во светот. Да. Ти со цел памет го даваш тоа. Па сега терпи тоа што ти се случи. Сега звини. Ова е историска грешка на Европа, еве да се надоврзам на зборот, наместо да трнат во правец кон стратешка автономија, градење на своји капацитети, колку и да се помали, имаат некои капацитети, тие всушност одат со планови кои што се нереални, нереалистични, кои што пречат на големата сила Соединените Американски држави да ја завршат војната на некој по-хуман начин со побрз мир отколку идејата дека ние ќе војуваме до последниот украинец. А видете што се случува инаку во однос на енергенците, на САД им треба ураниум. На САД им е потребен ураниум. Од кого го увезуваат, што мислите? Од Русија. Од Русија. Нема друго, тоа е тоа. Не пречи на апсолутно ништо што од друга страна нели Русија има санкции за нафта и така натаму, да купуваат, да имаат сделка. Значи бизнисот врви, сакам да ви кажам. Идеолошката позиција на Европска унија го уништува и европскиот бизнис, ги уништува и перспективите за мир и уништува и нашата иднина тука како континент, бидејќи Европа станува се понерелевантна и ја губи важноста во смисол на меѓународна политика. Таа е се уште голема, таа е се уште битна, таа е се уште во некои перспективи и доминантна, меѓутоа со погрешни чекори ја губи важноста. И на крајот на денот, ако можеа со Ал-Шарак, Ел-Џолани да свртат лист, да дојдат до реалистична политика, терорист, понапотерница, Джелат, Ал-Каида и така натаму, сега е државник, ако можеа европјаните да го прифатат тоа, зошто да не би можеле утре да прифатат дека со Русија може да имаат односи прво тие са немаат односи, дипломатски односи,
А задутре и бизнис повторно. Тоа е добро, тоа можеби ќе зависи од некои поинакви политички гарнитури тамо. И уште една тема толку време имаме, која што оди странично и не е толку зафатена во медиумскиот простор, но е многу важна. Случајот со Венецуела, би сакал коментар од вас. Сад се поблиску се доудара врз Венецуела, барем така изгледа. Голема армада испратена во Карипското море. Последните информации се дека Сад ги предупредуваат авиокомпаниите многу да не, ева го кажувам, се разбира колоквијално, многу да не одат во тој простор околу Венецуела поради безбедносни ризици. Некој тоа го сватија како еден вид зона на забранети летови. Мадуро ја не знам, собира војска, мести ракети, се плаши секој момент дека американците ќе удрат. Доналд Трамп засега вели нема шанси, ние ги бркаме овие наркодилерите. Од друга страна беше испратена порака дека токму Мадуро и неговите министри се всушност водачи на оној наркокартел кој што ја носи дрогата од Венецуела кон Америка. Јасни се позициите на САД, ова е нивен двор, тука ќе прават што сакаат, буквално. Мислам дека се повикуваат на таа некоја Монроова доктрина, меѓутоа ова е Монроова доктрина стероиди. И дека во случајов веројатноста е голема да има некаква сериозна закана која што би требало да биде преточена во договор кој што е поволен за САД во смисол за сите тие ресурси што ги има, најголеми нафтени ресурси, на пример. Венецуела е ужасно богата со се шпекулираше дека веќе самиот претседател на Венецуела понудил, добро, имаме ресурси, дај експлоатирајте ги така натаму. Повторно бизнис. Не, мислам дека на повисоко ниво ќе дојде и дека во случајов заканата е само средство да се дојде до целта, а тоа е што би рекол раби бизнис. Тука Мадуро веројатно се наоѓа во ситуација кога нема што да бира практично. Или ќе дадеш нафта или наркокартелите ќе ги гаѓаме во Каракас. Сега ако земете и стратешки, да речеме Русија зафатена со војната, не може да им помогне. Кина има некој интерес, ама предалеку е за да може и така Кина ретко се дрзнува да јавно настапува во полза на некоја земја, на пример и во Пакистан, Индија конфликтот тоа беше само преку продажба на оружје, а не јавна поддршка. Така што овој навистина е оставен сам на себе и процената е дали ќе даде доволно добра сделка за Трамп да ја прифати. Од друга страна, доколку не ја даде, дали ќе дојде до конфликт. Ако дојде до конфликт, ќе биде страутно за светскиот мир и поредок и ќе биде страутно за сите таму. Добро. И што е сосема за крај, мораме, бидејќи ја спомнавте Кина, професоре, да го прашаме Раби за крај. Кина неодамна пушти во сообраќај носач на авиони од најнова генерација. Кина полека, ситно, тивко излегува на отворена сцена со огромна воена моќ. Па видите, ја пак исто, жал ми е дека така морам да го кажам. Ама, знаете како, социјалдемократски, да кажеме, начин на владењето, политики, идеологии, они се доведуваат во ситуација каде се озможува на Кина да прави вака. Кина за долги години, значи Кина, го кажаме тука, Кина не сака да се војува против цел свет. Не сака да прави војни. Се рекна, се произведува си се. Значи, не знам дали таа точната бројка или не. Дури еднаш читав дека над 80% од импорт, од увозот на САД е од Кина. Што е тоа можете да размислувате како е. Значи, Кина е фабриката на цел свет. И не може да се дозволува на друга Индија или на друга сила во држава да земе свој место. Сите овие идеи да се смени старите патишта на трговијата, ова на патот на свилата за трговијата, традиционалното тоа канал на Суец во Африка и така натаму, Кина нема да се дозволува вакво нешто да се случи, нема да дозволува Индија да стана да земе својот место и одлучи да станува суперпауер, фактички супермок. Тоа значи така, Кина, да го заокружиме ова, Кина со своето инвестирање во огромна количина на оружје и во напредување на армијата, ја го брани своето право на економска доминација. Ние ја направиме Кина вака.
Значи, ние гледаме, што беше чудно сега помеѓу Индија и Пакистан, на Ј-10 кинескиот авион, како го напаѓаше Рафалот и најпредните авиони од Западот. Така да, се они земале се, копирале се, произведеле веќе касно веќе. Така да, ние тука, мислам дека колку имаме, околу 500 милиони имаме ние трговија, размена со Кина. У Македонија 490 милиони, мислам дека околу таа бројка. Значи, кој не зависи веќе од Кина на тоа? Они се има работната сила. Никој друг нема работна сила. Тоа е исто што го кажаме на Европа. Како Европа ќе се војува против Русија, ако нема народ? Зависела многу на украинците. Интересно. Борам овдека да завршам емисијата, навистина многу интересна. Раби Седрак, Жидо Даскалски, благодарам за вечерашно ко-действување во емисијата. Благодарам на поканата. Благодарам на поканата. Да, почитувани гледачи, верувам дека уживавте барем колку и ние во студиото. Секогаш интересните Раби Седрак и Жидо Даскалски. Утре во 15 часот се разбира и репризното издание. А јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.